Време за првиот разговор во денешното издание на Македонија на Аутро, кога размислувавме со Никола како да го најавиме, решивме да ги избегнеме оние класични најави и да почнеме со оно што ќе биде најинтересно, ќе се провлекува како тема низ целиот разговор. Зошто е неопходна селекцијата на електронскиот и електричен отпад, низ неколку значајни факти. Лошото управување со електронскиот отпад значи дека заедниците и животната средина ќе продолжат да ја плаќаат цената за токсичниот и неефикасен дизајн на производите за електроника. Например, голем дел завршува на депониите, каде што може да предизвика истекување на опасни материи, испарување на жива или пожари, кои предизвикуваат пак загадување на атмосферата од токсичен прав. Електронските и електрични уреди содржат многу токсични супстанции, што го прави отпадот опасен. Повеќе од 1000 материјали се користат за да се направат нашите електронски алатки и нивните компоненти, проводниците за чиповите, матичните плочи, дисковите. Депониите се најчестото место каде што завршува електронскиот отпад, а дури и најсовремените депонии не успеваат да спречат истекување на тешките метали и други токсични супстанции во почвата и водите. Со цел да можеме правилно да постапиме со отпадот и да се заштитиме од неговите негативни својства, неопходно е најнапред да го селектираме, односно правилно да го одложиме. Електронскиот и електричен отпад не смее да заврши заедно со комуналниот или другите типови отпад, на што години наназад гласно апелира Сдруженијето Нула отпад, која и во 2022 година брои низа активности и кампањи. Токму ова е темата на разговорот на редниве минути со нашата соговорничка. Велам добро утро за Билјана Костадиновска од Нула отпад. Добре ни дојдовте. Прво благодарам што волку убаво ни го декориравте студиото со сите материјали кои што се актуелни во контекст на темата на која што ќе говориме. Така, јас ви благодарам прво за одличниот вовед во однос на значењето за селекција и опасноста од мешање на овој вид на отпад со останатиот отпад. Имаме многу теми на кои што сакам да проговориме. Ќе започнеме со оно што е најактуелно. Тоа се пунктовите за собирање на електричен и електронски отпад во општина Аеродром. Една од последните актуелни акции кои ги реализирате. На кои се пунктови граѓаните на општина Аеродром ќе може да ги остават своите уреди? Вака сега, оваа акција се одвива години уназад и правевме различни модификации во однос на начинот како да допреме до граѓаните и да го собереме електричниот и електронскиот отпад, а тој да заврши на правилно место. Започнавме со организација на пунктови, меѓутоа искуството ни говореше дека на граѓаните не секој пат им одговараше времето кога пунктот ќе биде поставен, а се појави прашањето дека многу од граѓаните немаат можност како габаритните уреди, како што е фрижидер, телевизор, машина за перење, немаат начин да ги транспортираат до местото кое што ние ќе го утврдиме. Следната модификација беше да поставиме еден контейнер за електрична опрема, беше поставен во трговскиот центар Бисер, меѓутоа и овој пат увидовме низа недоследности, односно немаме толку висока свест за тој начин на селекција. Тој контейнер не ја исполнуваше намената за која што беше направен, имаше се и се што само не електронски отпад. После нас поминува неформалниот сектор кој што зима тоа што им е битно и оставаа неред после себе. Затоа увидовме дека најефикасен модел е токму еколинијата. Допираме до граѓаните преку весникот Аеродром, кој што е еден урбан сервис и се доставува до секоја врата, до секој дом од општина Аеродром, преку информативни, едукативни рубрики. Токму ова што вие го направивте во воведниот дел, да ги информираме граѓаните за токсичноста и неопходноста од селекција на овој вид на отпад и повторно ставаме акцент на еколинијата, на телефонскиот број, значи тие се јавуваат, пуштаме транспортирана лиценцирана компанија со возило кое што циркулира низ улиците на општина Аеродром и го презема отпадот директно од домот на граѓаните. Тоа дава навистина најдобри резултати, без лоши искуства и се осигуруваме дека работите кои што можат да се рециклираат, навистина ќе бидат рециклирани, граѓаните ќе бидат задоволни, бесплатно ќе биде подигнат уредот од прагот на нивниот дом, само да биде исклучен од вода и струја и да е на достапно место за преземање. Токму тоа го правиме и деновива. Граѓаните се информирани преку општина Аеродром, преку социјалните мрежи, кои што се покажаа како ефикасна алатка токму во овој домен на подигнување на јавната свест и начини на кои што може правилно да се постапи со овој вид на отпад.
Кога веќе го споменавте рециклирањето, токму на глобалниот ден на рециклирањето, 18 март, започнавте и акција за рециклирање на старите мобилни телефони, како и обнова на зелените површини во опожарените региони. Се чини ова е уште една можност за граѓаните токму да се ослободат од своите стари уреди, воедно да добијат бонус за нов. Каде се ќе ги има овие садови, кои што всушност може граѓаните да ги остават своите уреди? Така, оваа иницијатива ја започнаме токму на денот на глобалното рециклирање, во соработка со најголемиот мобилен оператор во земјата. Нула отпад постави специјално наменети садови за селекција на мобилните телефони во сите продажни места на овој мобилен оператор во сите градови во земјата, каде што граѓаните ќе можат соодветно да ги одложат своите стари мобилни телефони, а за возраст да добијат еко попуст од 2000 денари за купување на нов уред. На нашите социјални мрежи е објавена сите работи во врска со оваа акција, има линк кој што соодветно води околу условите и начините на кои што можат граѓаните да ги добијат овие еко попусти. И ваквите акции ги ставаат граѓаните во мисија на заштита на животната средина. Истовремено возможувајќи им некој бенефит, да бидат, мотивирајќи ги да бидат дел од решението, а не од проблемот. Со секои предадени 1000 мобилни телефони, ќе бидат засадени 1000 дрвца во опожарените региони. Идејата е да се обнови зеленилото. Во консултации и преговори сме со надлежните институции околу тоа засадување, избор на соодветен регион и расад согласно временските околности, да започнеме со една таква иницијатива, која што можно и да оди во два наврати согласно временските околности, нели начините на кои што треба тоа правилно да се направи. Имате ли информација каков е одзивот кај граѓаните во однос на оваа акција? Акцијата само што стартуваше, она што можеме да го видиме како реакција е прво на социјалните мрежи, каде што навистина постои интерес. Сите ние дома по фиоките чуваме стари мобилни телефони на кои што не знаеме што да им правиме, па еве побуди некој интерес кај граѓаните да се јават, да прашаат на социјалните мрежи, да реагираат. Се надевам дека ќе има убав одзив и дека старите мобилни телефони нема да завршат во корпа за отпадоци, туку ќе завршат на рециклирање. Да, тука иницијативата наша е дефинитивно да искористиме. Да, како што спомена Билјана, секој од нас има по некој стар уред по фиуките во домот. Ситно некако броиме, Билјана, до 1 април, омилениот ден на нашите деца и верувам дека веќе се размислува сериозно каква креативна маска ќе се направи. Активно работите години наназад на оваа тема, поттикнувајќи ги токму децата, електронскиот отпад да го искористат, пренаменат и искористат за креативни маски. Каков е интересот досега за пријавување? Кој се може да се пријави за оние кои што не знаат до моментов? Така. Овој проект години наназад традиционално се одвива во соработка со општина Аеродром и Капитол Мол. Право на учество имаат сите дечиња од градинките и училиштата од општина Аеродром. Еден вид на креативен предизвик да ги искористат старите електрични електронски уреди од домот и отпадните батерии, да креираат нешто ново со нив, да создадат некое уникатно издание од она од кое што повеќето ние гледаме само отпад. Фотографијата од направената маска која што треба да содржи минимум 3 електронски уреди и отпадни батерии треба да ја испратат во порака на социјалните мрежи на Капитол Мол. Ќе има избор на најдобри маски, доделуваме 2 награди за индивидуални маски од стручно жири, една награда за најлајкувана фотографија која што нели ќе го привлече вниманието на социјалните мрежи и една награда оваа година предвидовме и за групна маска, да видиме каков е интересот на децата заеднички да креираат нешто, да видиме како ќе побудиме нивната креативност и имагинација во едно такво дело и една награда ќе биде наменета и за групна маска. До 1.4 до 16 часот дечињата имаат можност да ја пријават својата маска со фотографија. Еколинијата на нула отпад се уште е активна. Одлична можност да ги предадат граѓаните бесплатно своите стари електронски уреди. Колку граѓани го користеле досега бројот и за оние кои што се уште не се запознаени, која е постапката од пријавување до предавање на самиот уред? Кои се оние можности кои што реално ги нуди оваа еколинија? Така, ние навистина работиме на доближување на еколинијата буквално до секој дом и до секој граѓанин, како достапен сервис, еве, да можат на лесен и едноставен начин, буквално од прагот на нивниот дом, да го предадат својот стари електричен електронски отпад. Како што напоменав, треба да биде исклучен од вода и струја, да е на достапно место за преземање. Едноставно е, вртите на бројчето 070-236-000, оставате своји податоци, телефонски број и адреса, какви уреди сакате да предадете и нула отпад со лиценцирана транспортна компанија доаѓа во вашиот дом и го презема уредот и го доставува до рециклатор.
Истава постапка важи и за сите правни лица, сите компании кои што имаат стара електрична електронска опрема, а на која што треба да ја направат материјален испит согласно законот. Тука ги повикуваме и сите компании кои што ги имаат тие стари и неискористени уреди, кои што повеќе не им се потребни. Нула отпад ќе обезбеди документација согласно законот дека на правилен начин, кој што не го загрозува здравјето на луѓето и не штети на животната средина, го направиле материјалниот испит на истата. Еве еден стар уред кој што многу практично и креативно вие го искористивте за промоција на еколинијата. И верувам ќе ги потикне токму граѓаните што повеќе да се пријавуваат и да го одлагаат својот електронски електричен отпад, ако се има предвид дека тоа е најбрзо растечката категорија на отпад и во светски рамки. Така, од количински аспект најбрзо растечка категорија на отпад. Ви благодарам и вас како медиум што сте помагател на нашата мисија да допреме до сите граѓани да бидат информирани за овој достапен сервис и да го искористат. Краткорочни резултати нема и тоа знаеме. Вие низ години ве потврдивте дека на долг рок со ефективна работа само може да се постигнат резултатите и кај децата очигледно дава најдобри резултати. Така, паралелно со организирање на системот за собирање на отпад, другиот дел е подигнување на јавната свест, тука главен акцент ставаме на децата. Резултатите се видливи веднаш по направената едукација. Децата се наши амбасадори кои што наученото го пренесуваат веднаш дома на својата непосредна околина, на родителите, на баба, на дедо. Веднаш организираат акција да се собира се што е расипано под дома, старите батерии ги проверуваат. Така што најдобрите резултати веруваме дека на подолг план ќе ги постигнеме токму преку децата. И Никола, додека разговарате за последната тема, јас ќе ви помогнам со инцертите. Да, убава илустрација на нашето последно прашање, имено едукативната сликовница која што е актуелна и таа е во контекст на едукација на децата, токму за правилна селекција на отпадот, но и заштита на животната средина. Кои се ефектите од еден ваков проект, од едно вакво издание? Ние со задоволство денеска би сакале да го промовираме овој проект кој што подолго време се создаваше. Автор на оваа сликовница е еден оделенски наставник кој што е навистина креативен и посветен во својата работа. Еве прилика да го поздравам наставникот Јелена Бруновиќ. Оваа сликовница се надеваме дека ќе биде задолжително четиво во секој дом, во секоја градинка и во секој училиште. Навистина посветивме многу труд во изработка и во креирање, хармонично ги обединува и илустративно сликовно квалитетите и воспитно-образовните квалитети. Се надеваме дека преку оваа едукација ќе допреме до децата, бидејќи сликовницата, музиката и креативноста се елементи кои што се важни во развојот на децата, посебно во предучилишниот период и во раниот училишен период. Се чини и најдобар начин како да се допре токму до нив. Така, токму на тој некој начин кој што им е близок на децата, да успееме да го воведеме еколошкото образование и да создадеме еколошки навики, да им објасниме на дечињата дека селекцијата на отпадот е подеднакво важно и лесно, исто како и одржување на хигиена, како миење раце. Да, благодарам за учеството во денешното издание на Македонија наутро. Ви посакуваме многу успех и се надевам дека што почесто ќе ги има ваквите бесплатни екоакции за собирање на електричен и електронски отпад. Вистинска можност како граѓаните можат на брз, сигурен, но секако и лесен начин правилно да го одложат токму опасниот отпад кој воедно и штетен по животната средина. Така, во меѓувреме еколинијата 236-000 е нешто што треба да го искористите доколку во домот имате електричен и електронски отпад. Благодарам Билјана. Само да ве прашаме веќе кога ќе ја најавиме нашата омилена тема. Гледавте фудбал вчера? Гледав. Добро, значи беше бурно. Со многу извици по дома, дури и куќето се радуваше, не знаеше што се случува, така што сите бевме возбудени. Значи вие се една од оние кои што имаат недостаток на сон ова утро. Па, можеби, меѓутоа енергија за да се истера денот. Со енергија е полесно. Благодарам многу за гостувањето.